почитувани представници на Европската банка за обнова и развој, почитувани присутни, консултанти, представници на институции, на невладениот сектор, на домашни и на меѓународни организации. На самиот почеток дозволете ми да го изразам моето задоволство од фактот што чекор по чекор го реализираме она што во програмата го зборувавме кога ја добивме довербата од нашите сограѓани. Визијата Скопје да стане Европска зелена престолнина, полека но сигурно, станува реалност. Некои сметаат дека тоа е невозможна цел, но сакам да потенцирам дека исполнувањето на високите критериуми е наш императив, а токму како резултат на тоа ќе останеме и доследни на ветувањата кои што ги имаме дадено. Чекорите опфаќаат напорна работа, која што ги вклучува граѓаните, институциите и бизнис секторот на сите возможни нивоа. Под моје раководство градот Скопје применува напредни решенија, како на краток, така и на долг рок. Некои резултати се веќе видливи, а некои допрва ќе ги гледаме. Знаеме дека градовите се главните двигатели на социјалниот, економскиот и технолошкиот развој во општеството. Според Обединетите нации, околу половина од светската популација живее во урбани средини, а до 2030 година тој процент ќе се зголеми најверојатно на повеќе од 60%. Урбаните активности во голема мера влијаат врз животната средина и врз целокупниот живот на граѓаните во урбаните области. Токму поради ова, ние, локалните власти, имаме обврска да се грижиме за животната средина, за квалитетот на воздухот и сообраќајниот метеж, со кој што се врши притисок врз ограничените зелени површини, земјиштето, но и водените ресурси. За одржлив развој на зелените градови од големо значење да се препознае односот помеѓу аспектите на животната средина и економските и општествените прашања. Агендата за одржлив развој и целите на Обединетите нации за одржлив развој до 2030 година, а особено целта 11, со која што се повикуваат властите да ги направат градовите и населбите инклузивни, безбедни, цврсти и одржливи. Програмата на Зелени градови на Европската банка за обнова и развој има за цел да изгради подобра и поодржлива иднина за градовите и нивните жители. Ова се постигнува преку идентификација, одредување на приоритетите и поврзување на предизвиците за животната средина во градовите со одржливи инфраструктурни инвестиции и со одржливи јавни политики. Градот Скопје е прв град од Македонија кој што се приклучува на мрежата на зелени градови и ја започнува изработката на акциониот план на Зелен град, кој е фокусиран на низа предизвици во рамките на урбаниот одржлив развој и животната средина во градот. Градот Скопје и Европската банка за обнова и развој започнуваат со изработка на акциониот план Скопје Зелен град, следејќи ја методологијата на ЕБОР, како дел од вклучувањето на град Скопје во мрежата на ЕБОР Зелени градови. Имено, иницијална каписла за започнување на овој процес беше реализацијата на проектот на град Скопје и јавното сообраќајно претпријатие за набавка на автобуси на природен газ во висина од 10 милиони евра, средства обезбедени со заем токму од ЕБОР. Акциониот план треба да му помогне на град Скопје да ги идентификува, приоритизира и адресира најчувствителните предизвици за животната средина, вклучувајќи го цврстиот отпад и рециклирањето, централното грејење, третманот на отпадните води и урбаниот транспорт со цел да се намали локалното загадување, да се подобри енергетската ефикасност и ефикасноста на ресурсите, како и да се промовира адаптација кон климатските промени. Акциониот план ќе се изработува околу 13 месеци пред да се разгледа и усвои на седница на Советот на град Скопје. Клучни сектори кои што ќе бидат опфатени од овој акцијски план се сообраќајот, градежните објекти, индустријата, енергијата, водата, цврстиот отпад и употребата на земјиштето. Во изработката на акциониот план ќе се применуваат утврдени индикатори за да се покаже моменталната состојба со животната средина и екологијата во градот и потоа да се направи долгорочна визија што во следните 10 години, кои се приоритетите на среден рок во следните 5 до 10 години, како и кои се краткорочните мерки кои што треба веднаш да бидат превземени во период од 1 до 5 години. Од клучно значење за сеопфатно разбирање на еколошките перформанси ќе биде учеството
и интеракцијата на сите клучни засегнати страни од секој сектор. Затоа ја повикувам да се вклучите со ваш придонес за успешно завршување на овој процес. Нашиот прв чекор ќе биде работилницата подоцна во текот на овој ден. Дозволете ми на крајот да се заблагодарам на сите кои што сте вклучени во овој процес и се надевам на успешна соработка помеѓу градската администрација, ЕБОР, меѓународниот конзорциум на консултанти, предводен од Аткинс. Ви посакувам успешна работа денес. Благодарам.